Почитувани, СДСМ или свесно ги лаже земјоделците, или се целосно неспособни да го реализираат ветеното. Резултатот секако е ист. Земјоделците се изиграни и изневерени. Секој поминат ден на оваа неспособна влада е потврда за лагите во предизборната програма. Тие безочно ги лажеа земјоделците дека во буџетот на име субвенции предвидуваат 160 милиони евра, а во буџетот за 2018 година предвидуваат 24 милиони евра помалку, односно 136 милиона евра. Ова е фактот. Земјоделците се излажани и изманипулирани. Зоран Заев во кампањата кажа, цитирам, 160 милиони евра годишно ќе даваме субвенции, субвенциите ќе бидат наменети да стигнат кај вистинските земјоделци. Завршен цитат. Еве, помина буџетот за 2018 година, а од 160 милиони евра ветени од Заев испаднаа само 136. Сега ќе погледнеме видео од ветувањата на Зоран Заев. 160 милиони евра годишно ќе даваме субвенции. Субвенциите ќе бидат наменети да стигнат кај вистинските земјоделци. Во услови кога трошоците за производство во земјоделието секојдневно растат, во услови кога државата се задолжи за 1,4 милиарди евра, Заев не го исполни ветувањето дадено код земјоделците, категорија на граѓани кои вредно работат и со својот труд ги прехрануваат своите семејства. Ова е уште еден доказ дека кога е во прашање Заев и СДСМ, хартијата трпи се. Тие, за да се доберат до власт, ветуваа брда и долини на земјоделците, а кога седнаа во фотелите, веднаш заборавија на своите ветувања. Хартијата може да трпи, но граѓаните и земјоделците не трпат лаги, лицемерие, неспособност и неработење. Ако на ова се додаде и предизборната и постизборната изјава на Заев дека ќе ги укине субвенциите за оние земјоделци кои нема да исполнат норма, кој божем се на фабричка лента, а не на поле, изложени на временски непогоди, тогаш веќе станува јасно дека оваа влада на СДСМ не е влада на која земјоделците може да се потпрат и на која може да ја веруваат. Едно е сигурно, казната за овие своји лаги кои им ги кажува на земјоделците ќе ги стаса.